Иако во последните една-две децении ловот не е тоа што беше како кога во некогашната општина Кочани во ловиштата стопанисуваше ловното здружение Осогово, сепак во ловни кругови се уште се актуелни случувањата и приказните. Поделеноста на ловните терени на повеќе здруженија создаде хаос во ловот, па често на терен не се знае кој и што лови. Деновиве стигна информација дека група ловци на потокот помеѓу Спанчево и Рајчани наишла на голема група диви свињи при што отстрелале дури 8. Со успешен лов на овој дивеч се фалат и други групи кои го чешуваат теренот од подножието до повисоките предели на Осоговските планини. Меѓутоа, ако се знае дека ловното здружение Горица од Чешиново со своја концесија нема предвидено отстрел на дива свиња, останува отворено прашањето по кој основ неговите членови ловат. Претпоставка е дека поединци можеби имаат дозволи и од други здруженија, но тие не можат да важат за ловиштето со кое стопанисува нивното матично здружение. Ако ловците на диви свињи оваа сезона може да бидат задоволни од бројноста на овој дивеч и од успешноста во ловот, другите што преферираат лов на еребици, див зајак и фазани тотално се разочарани. Бројноста на овој полезен дивеч е под секој ниво, при што сериозно е нарушена природната равнотежа. Поради ваквите состојби, помеѓу ловците веќе се зборува да се примени тотален ловостој за да се нормализираат состојбите, но и да се заострат контролите бидејќи зајакот се истребува во ноќен лов.